Работата на антикорупцијската комисија стана трн во окот за владата, но и за дел од институциите кои треба да работат во насока на сузбивање на корупцијата и криминалот. Во ова издание, кое е последно за оваа сезона, една од соговорничките е председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска. Господи Ивановска, влеговте во директна конфронтација со обвинителството. Каде води овој начин на анимозитет и меѓусебно префрлање на вината? Кој каква надлежност има во однос на сузбивањето или разоткривањето на корупцијата? Први ви благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Инаку надлежностите за институциите, вклучувајќи Државната комисија, вклучувајќи го и јавното обвинителство, се дефинирани во одделни закони. Така што нема основа за било какво условно речено препукување, како што вие кажавте, и потреба од тоа, бидејќи било какви изјави не може да бидат повисоки и поголеми од законите, каде што се дефинирани нашите надлежности. Сметам дека секоја институција треба да си постапува согласно своите надлежности, така постапува и нашата институција, пред се, имајќи го во предвид начелото за интегритет. Тоа значи дека ние во нашата работа се раководиме од професионализам, непристрасност, независност, отчетност, односно сите оние параметри кои што ги содржи тоа начело на интегритет. Но обвинителството ви сврте грб на некој начин. На неодреден период реши да ги замрзне, да ја замрзне комуникацијата со вас. Речи си во исто време дојде порака од американската амбасадорка дека дел од институциите кои треба да бијат битка во справувањето со овие аномалии, било да е корупцијата, криминалот, не даваат резултати. Каде постои спрега тука? Видете, во ниту еден закон не се дава можност на институциите да свртат грб на друга институција. Значи, тоа е недозволиво. И таквите изјави не водат никаде, ниту ја зголемуваат довербата на граѓаните во институциите, напротив, ниту ефикасност од работењето, ниту пак крајните ефекти и резултати. Спрема мене, пак ќе кажам, изјавите немаат поголема важност од законите. Секој треба да се собере и да си работи во согласно со своите закони и тоа да може да ефикасноста да ја зголеми, а со тоа и ефектите од постапувањето. Кажавте дека го кажавте ставот на амбасадорката, таа кажа дека сите податоци кои што ги прибавиле за да стават одредени лица на црната листа ги добиле од нашата држава. Што значи дека податоците се тука, зошто своевремено не се извадени во јавноста, треба да ги прашате тие институции. Ја споменавте американската амбасадорка, не ви изгледа помалку симптоматично што таа рече дека сите податоци ги добиле исклучиво од домашните институции. Токму тоа го кажа. Ако е така, каде лежи проблемот? Во неефикасноста, неажурноста на институциите, свесното прикривање на податоци за криминал, корупција? Тоа значи дека системите во институциите се рандливи од корупција, од влијание, од клиентелизам, од се. Значи, сите меѓународни институции, организации укажуваат на потребата од зајакнување на институциите, на институционалниот интегритет и на системите кои што постојат во тие институции да бидат отпорни на корупција со еден збор, односно на политичките влијанија, на клиентелизмот и така натаму. Каде е дефектот тогаш? Во самите системи, во самите институции. Значи, немаат доволно отпорни системи на корупција. И вие каде го гледате еве решението? Ако речиси секојдневно слушаме дека институциите не постапуваат по одделни пријави. Еве да речеме антикорупцијска ќе даде одредена забелешка, сугестија. Дел од институциите кои треба да реагираат остануваат имуни. Имаат причина за тоа. Позадината на причината е очевидна и прозирна. Тоа е една работа. Каде е антикорупцијска во како што знаете, антикорупцијска е превентивен орган. Во таа смисла, ние, почитувајќи нашата основна задача дефинирана во законот, сме подготвиле политики за интегритет, кои што се подпишани од страна на 17 институции на централно ниво и 67 на локално ниво. Дополнително оваа година
овие политики на интегритет ќе ги потпишат уште 158 институции кои што се вклучени во билатералниот скрининг. Што подразбираат тие политики на интегритет? Тие подразбираат транспарентност во работењето, работа со интегритет, правечно одлучување во однос на вработувањата, правилно спроведување на процедурите во институциите на јавните набавки, функционирање на внатрешната ревизија, на внатрешните контроли, како функционираат внатрешните контроли. Па ако се поставени тие како што треба, тогаш нема институциите да имаат и проблем, ме разбирате. Значи, треба самите институции да бидат зајакнати. Дополнително, овие институции кои што ги потпиша овие политики за интегритет, определија и лица кои што ќе се грижат за спроведување на тие политики за интегритет. Ние од наша страна подготвивме и софтверско решение кое собира податоци од самите институции до каде се со спроведувањето на тие политики за интегритет, значи сега е прва година, меѓутоа сме подготвени за тоа, имаме и извештај закачен на нашата веб страна. Како да се бориме против корупцијата, сметам дека транспарентноста е број 1. Колку што се институциите потранспарентни, толку корупцијата може да биде на пониско ниво. Тоа е број 1. Понатаму, со намалување на влијанието на ризичните фактори од корупција, исто така може да се придонесе кон сузбивање на корупцијата. Ако земете во предвид дека политичкото влијание е најризичниот фактор, значи треба политиката да си ги тргне рацете од функционирањето на институциите. Тоа подразбира донесување на закон за високораководна структура, која што ќе биде професионална, која што нема да подлежи на политичките влијанија, која што ќе бара професионалност и одработењето понатаму на останатите вработени во тие институции кои нема да даваат отчет на партиските штабови, туку во самата институција. Понатамо, владење на правото, неказнивоста, односно неказнивоста во нашиот случај, бидејќи имаме толку низок степен на казнивост, се доведува во прашање владењето на правото. Тие механизми мора да бидат стегнати. Понатамо, политиките за интегритет, односно општо интегритет во институциите. Вие земете во секторот правосудство, во нашата национална стратегија, најголемиот проблем беше неефикасен систем за градење на интегритет. Јас пак ќе го поставам прашањето, неколку пати го поставувам. Како може на правосудството да му се дадат толку големи ингеренции и независност за гарантиране, значи судството е уставна категорија. Во уставот се загарантирани и независноста и професионалноста дека судиите мора така да постапуваат. Во сиве овие години тие самите си го дерогираат својот систем и доаѓаат до едно низок степен на доверба кај граѓаните. Земете ги истражувањата кои што ги направивме заедно со мисијата на ОПСЕ во Скопје, истражување кое што ја покажа ранливоста на судството одвнатре. Значи, од една страна ја имаме перцепцијата на граѓаните што сметаат за овој сектор, но од друга страна што и самите суди и обвинители кажуваат каде им се проблемите. Иначе има доволна основа, ако се сака да се подобри системот, каде да се делува. Госпоѓа Ивановска, случај Артан Груби. Дали грубо го прекршува законот, па вие се обидувате малце да ја на некој начин амортизирате, да го амортизирате гневот, па велите не е наша одговорност, бидејќи возилото на вице-премиерот не било негова собственост. Обвинителството пак вели не е до нас, тоа е работа на антикорупцијска, и дали на крај случајот, како и многу такви, ќе завршат ука-бука за 2-3 дена и толку. Во нашата држава треба системски промени. Ние и претходно, имам спомнато и во јавноста, значи сме имале дојави за службени лица дека поседуваат имот, викендици, куќи и така натаму. Со проверка на тие објекти, констатирано е дека тие објекти се водат на друго име. Идентичен случај како со возилото кое што нели беше запалено. Значи, од тие причини, уште години наназад, има сигурно 3-4 години, не знам, значи уште пред парламентарните избори во 20-та година, излеговме со став дека е неопходен закон за потекло на имот, кој што ќе даде обврска на секој граѓанин да каже, да си го евидентира имотот, но и да даде отчет од каде му се средствата за стекнување на тој имот. Во конкретниот случај, ако лицето 35 годишно, за кој што Груби вика дека имал искуство од 30 години, ако лицето имало таква обврска да каже од каде му се средствата за стекнување на аудите, можеби ќе се замислил дали тоа возило
ќе го запишел на свое име, доколку реално немал пари за да го купи истото. Пак ќе повторам, ни требаат системски промени и ни треба таков закон. Од друга страна, кај нас има отворено предмети за испитување на имотната состојба на вице-премиерот Груби, меѓутоа тоа испитување се сведува на потврдување на податоците кои што тој ги декларирал во анкетниот лист, дали тие податоци соодветствуваат со податоците искажани во соодветните институции, како што е Агенцијата за катастар или пак Министерството за внатрешни работи, управата, односно секаде каде што има имот. Доколку имате вкрстена анализа, доколку се поклопат податоците, ние немаме алатки што понатаму да правиме. Господи Ивановска, дали имате можеби индици, информации за можно прикривање на собствен имот при доставањето на имотниот, односно анкетниот лист? Дали во случајот со вице-премиерот може да има тука и обид за прикривање? Се е можно, не може тоа некој да го докаже. Значи се е можно. Може тој да го прикриви, затоа ние сме го регистрирале тој висок ризик од корупција, дека поради прикривање на својот имотот се става на име на некој близок пријател, роднина и така натаму, кој што не е службено лице и не подлежи на нашата контрола. Ме разбирате? Затоа ни треба системски закон. Секој граѓанин да каже од кај му е имотот, како го стекнал. Во тој случај, кога граѓаните ќе имаат таква обврска, ќе се замислат дали ќе ја преземат одговорноста на свое име да запишат имот кој што припаѓа реално на некое службено лице кое што го стекнало на нелегален начин. Како ги доживувате дел од коментарите на владата дека антикорупцијска си дава премногу права, па и дури не си ги познава надлежностите, бидејќи дел од вице-премиерите, министрите, постојано ги повикувате на одговорност, на етика во нивното работење. Дали не мислите можеби дека сепак измешани се помалку лончињата на одговорност и надлежности? Видете, во сите тие напади не е децидно кажано каде сметаат тие дека ние сме ги прекршиле надлежностите. Секое наше упатување на иницијатива, реакција или било препорака или било што до надлежна институција, вклучувајќи и владата, се повикува на одреден член. Така што јас не сметам дека сме ги прекршиле нашите ингеренции, а доколку тие сметат, добро е да кажат дека на што се повикуваат. А ако ние сакаме да зачекориме во друштво на европските држави, каде што владеат многу повисоки вредности, треба да се замислат сите службени лица, вклучувајќи ги и членовите на владата, дали доволно етички постапуваат. Возилото, пример, на вице-премиерот било регистрирано дека не е во негова собственост уште повеќе, но било регистрирано дека се возело со флешери. Како е тоа дозволено? Кој тоа го дозволил? Каде се тука етичките вредности? Знаеме што се случуваше во неговиот кабинет. Па етички ли е да си игра фудбал и кошарка во кабинет? Етички ли е неговиот шеф на партијата таму да врши средби со попартиска должност? Тоа не е етички. И сега, кога се дава укор од страна на вице-премиерката за добро владење, како тој укор се прифаќа? Тој јавно изјави дека тоа нема да се повтори, а пак се повтори. Значи, ако веќе некој дава укор, па тоа треба сериозно да се свати, или пак укорот не е доволен. Не знам како да разберам поинаку. Ивановска... Вие знаете дека само што ќе кажам. Значи, за погрешна употребена картичка за купена Симит Погача министерка даваше отказ. Се сеќавате? Значи, каде се вредностите на министрите во европските држави, а каде се тука и уште кога ќе им се посочи дека погрешиле, уште тогаш ние сме биле криви. Сега, кој е крив? Тој што го прави делото или тој што кажува дека не треба така да се постапува? Господи Ивановска, што фајде има ако, например, вице-премиерката за добро владење го укори, му забележи на вице-премиерот министерот дека злоупотреби или за приватни цели употребувал службени возила. Ако тој има чувство на одговорност... Па веројатно немаат. Па сега тоа сакам и да кажам. Значи, ако има чувство на одговорност, на свест, на совест, на отчетно постапување, за него укорот ќе биде многу тежок. Ќе му виси над главата како голема тежина. Значи, во отсуство ова малку ми призвучува како во училиште.
Па сега извинете, ама првите 7 години се учат децата на се и се воспитуваат. Вакво однесување покажува дека има празнина во тој период. Дали во Македонија владее анархија? Па ако секој си дозволува да прави она што сака, зборам за политичките елити и смета дека од позиција на моќ може да ги постигне своите цели, тогаш тука е анархијата. Значи, за да не постои анархија и да направиме дистинкција што е демократија, а што е анархија, треба системите да функционираат како што треба, а да не бидат порозни на корупција. Се додека, знаете, колку има повеќе корупција во државата, толку е помала демократијата, а поголема анархијата. Тоа се тие пропорции. И од тука може да се влечат заклучоци колку има демократија, колку има анархија, доволно имајќи го предвид процентот на корупција во државата. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и на вас. Следете интервју со претседателката на антикорупцијска Билјана Ивановска.